видео интервју на Република телевизија. Со мене во студиото е амбасадорот Љупчо Арсовски, долгогодишен дипломат во Грција, сега во пензија. Амбасадоре, вашето учество во оваа емисија ќе ја посветиме на најавената посета на грчкиот шеф на дипломатијата Венизелос на Македонија. По сите одбивања за контакти од грчка страна, тој најави посета во Европарламентот. Таа посета ја става во рамките на председавањето на Грција со Советот на Европската Унија, но знаејќи ги односите, што значи оваа посета? Благодарам на поканата да бидам гостин во ТВ Република и веднаш да го посочиме значењето на една ваква посета, која некои би рекли дека е по дефолт или рутинска, бидејќи секогаш тие што преседаваат ги посетуваат земјите и така натаму и заеднички разгледуваат агендата или сите прашања што се на агендата, во овој случај на агендата која Грција ја презентираше пред некој ден во Европскиот парламент. Венизелос, дали ќе дојде, кога ќе дојде, не би можел со сигурност да потврдам, бидејќи најдов некои зборови кои викаат можеби ќе дојдам и така натаму, иако позитивно искажа желба да дојде. Значи нема, сака да каже, резерви и дека не го плаши тоа што пред него е искраснат еден проблем кој трае веќе 20 години, а да не кажам можеби и 200 години. Во однос на неговата посета, со какви пораки ќе дојде? Ако доаѓа како председавач на Советот на Европската Унија, тогаш би требало да дојде во земја која што ги исполнува копенхашките критериуми. А ако доаѓа како представник на Грција, тогаш би требало да доаѓа во земја која што се уште има проблем со исполнување на тие критериуми. Токму добро го посочивте прашањето. Прво, тајмингот за посетата е за мене неизвесен, дека ако треба да се реализира, треба час побрзо да се реализира, бидејќи после навлегуваме ние во една фаза на предизборен период за председател на Република, со можни, да речам, проширување и така натаму на избори, така што не би бил сигурен дека некој би дошол во таков период кога ќе почне сето тоа. Ќе изгледа или лошо или добро, зависи кој како ќе си ја гледа таа посета, што значи дека час побрзо би таа посета би требало да се реализира. Се дали ќе се реализира пред некои други земји или ќе биде, како што тој кажа, во една турнеја низ Балканот, значи прво Србија и така натаму, и веројатно и Македонија. Што ќе донесе? Тоа е она најбитното. Тој не може да донесе ништо поново од она што го кажа пред неколку дена во Европскиот парламент. Значи, тој ги спомна де факто црвените линии, за прв пат сега така го кажа како формулација дека они сакаат со географска одредница, Така? да, и второто веднаш го кажа за сите, за цела употреба. Значи тој ги кажа, ги спомна. Не би можел да, ако ново биде, тоа ќе бидат старите песни за фондови, за подкрепа, за соработка и така натаму, каде што објективно меѓу двете земји стварно може да се развие фантастична соработка на економски, на туристички, на научен, на спортски, на секаков план. Соседи сме. Така. Колку е, да речеме, на добар радот за Грција да се покаже како можност за креирање на слика за Грција како добро момче во процесот по сите оние укажувања дека Грција бега од директен дуел со Македонија кон разрешување на проблемот што е фактички, односно блокадата на Грција за македонските евроинтеграции, кои што, да речеме, ги одбиваа средбите кои што беа понудени од Македонија, кои што ги одбиваа, да речеме, и европските предлози за заеднички состаноци со Минхен и така натаму, да. Што се спомнуваше. Да. Видите, Венизелос пред извесен период, да кажам неколку дена, во Солун имаше едно свое излагање пред аудиториумот на ПАСОК, бидејќи тој е избран во
во, не знам дали во А или во Б зоната на Солун како пратеник, долгогодишен, тој е шести пат му е сега да биде, ако не и седми пат пратеник. И во негово присуство беше и парламентарецот, европско парламентарецот Свобода, кој му помагаше во презентацијата на Грција и како Грција е видена во Европа. Тој многу јасно им кажа на своите сограѓани од него, веројатно од припадност на ПАСОК само, дека према Грција постои една ксенофобичност во Европа. Ја ги кажа економските тешкоти, но со голем оптимизам, дека тоа мора да се надмине со една дозирана критика на тројката. Само да посетам, тој беше и министр за финансии во еден период на владата, кој што беше токму посебно ангажиран со надминување на тогаш кризата која се зголемуваше секој ден. Овој политичар е политичар од висок ранг, би кажал. Тој беше министер во 8 министерства, 2 пати во култура. Значи, не бил само министер за земјоделие и не бил министер само за полиција. Во сите министерства бил. Го спомна за Министерството за култура и сега неговиот шеф Самарас порано беше министер за култура, тогаш ја кажа и она имаше и настап во кој што спомена дека за Грција е недозволиво да постои Македонија како таква и дека ќе работи на уништување на Македонија да се разедини, да ја снема. Па сега се вели дека постојат ставови кои што велат дека сега Венизелос работи на гаснење на пожари кои што ги предизвикува Самарас. Да речеме, состанокот Самарас во Берлин со Меркел, после средбата на Меркел со Нимиц. Или пак од тогаш како да нема средби Самарас со личности од големите центри во меѓународната политика. Од тогаш дојде и она најава од Франсуа Оланд дека фактички блокадата од Грција е единствената препрека за македонските евроинтеграции. Од тогаш, да речеме сега, поскоро беше и онаа средба на Џон Кери со Венизелос, кој што се зборуваше за тероризмот, борбата со тероризмот во Грција. Колку сите овие работи, кога ќе се спомне и, да речеме, притисокот од Европската тројка за кој што е главен финансиер за излез од кризата на Грција, може да дадат омекнување на ставот во Грција? Да почнеме од почетокот на вашето прашање. Пред се, во Грција постои така наречени национални прашања. Македонското прашање или прашањето за името е во тоа прашање. Една позната теза секаде што ја знае и најмалото дете дека за националните прашања не се дискутира. Значи, тие се поставени од некого и за нив не се дискутира бидејќи тие имаат смерница и тие така треба да се развиваат. Во случајот со името, големо инволвирање имаше и самиот Венизелос, уште 94-та година. Зошто? Па тој потекнува од Солун. И едноставно неговите тогашни размислувања, не верувам дека се изменети до ден денеска, можеби изменети во некаков со некакви европски научари, меѓутоа се тие истите, му донесуваат гласови и популарност во Солун. Дали не може и понеко да се однесува. Тој е политичар. Значи, за тие прашања не се дискутира, така да не можам во моментов или прашањето беше колку тој како калибар на Венизелос ги гасне пожарите што ги предизвикува Самарас. Самарас е еден политичар кој се истрошил на националните теми на еден многу приземен груп начин, бидејќи се спуштил многу до нивото на обичните луѓе за да го разберат. Самарас, без оглед што е школуван надвор, без оглед што имаше и своја партија и така натаму, очигледно времето го прегази, за разлика од вичниот Венизелос. Пред некој ден во Европскиот парламент дали имаше 30% од тие што го следеа. Меѓутоа и еден што го следеше, да речеме, британецот, кој му одговори на еден таков начин, да беше стварно жално да се гледа сликата на Самарас во Европскиот парламент, кога
му ја даде личната карта како националист, како да не ги редам предмет на муабетот, не е самарас, меѓутоа тој не е далеку и од политичар на овој ранг како што е Венизелос, и кој сега, ако дојде во посета кај нас, би требало да дојде, ќе треба една соодветна подготовка да се спротиставиме на сите тие позиции на грчката страна кои се нереални во секојдневниот живот. Не само што ние ги гледаме, него добро рековте, и Европската заедница, земјите, не велам пријатели на Македонија, сите и се пријатели на Македонија, тие објективно ја гледаат ситуацијата и затоа многу често кажуваат тоа е ваш билатерален план што треба да го решите. Особено што тој национализам кон Македонија го потигна национализмот на национално ниво, што доведе и до формирање на Златна зора и понатаму сите проблеми. Затоа прашав дали може да има обратна насока, да има притисок врз Грција да го намали тој национализам, да речеме и ова да е еден чекор кон тоа, затоа што нели има притисок кон намалување на национализмот во Грција, да речеме со акциите против Златна зора, со притисокот против тероризмот, да речеме со нели го спомнав бегството на главниот убиец на 17 ноември, да. Што е налути Америка, да речеме, така што тука постои ли таков еден однос кој што може да речеме преку Венизелос да се изведе? Види, во секој случај Венизелос со еден европски речник ќе не искритикува, он веќе го кажа тоа дека не сме ги исполнувале копенхашките критериуми, што не е точно. Што не е точно. Второ, околу самото име, нив име јасно дека е многу тешко на една земја да и наложите име. И повторно се враќам, европаните во сите и јавно кажуваат дека ова билатерален проблем, што значи дека овој проблем, ако е нешто ново за мене, тогаш е Венизелос да каже дај да седнеме заедно да го решаваме. Значи како две земји, ама тоа значи дека ќе отстапат од меѓународна употреба, ќе отстапат од разноразни комбинации и така натаму, да седнеме да разговараме како два соседа кои имаат освен овој проблем еден куп други работи позитивни. А ако се отвараат прашањата, тогаш можеме да разговараме како за некогаш што разговаравме за големиот пакет. Имаме ние уште многу отворени прашања со Грција кои не сме ги спомнале. Дали се тоа имотите, дали е тоа менувањето на топонимите, дали е тоа менувањето на целата слика, етнослика во Северна Грција, менувањето на самата нивна територија од Северна Грција во Македонија и Тракија. Така вие како вице-конзул на Генералниот конзулат на СФРЈ на времето бевте во Солун од 79-та до 84-та и Јас бев акредитиран во Северна Грција, во Министерството за Северна Грција тогаш. Главна комуникација со надворешните работи беше нивното одделение во Министерство за Северна Грција. Во 84-та година, 85-та тие ја променија политиката и го сменија името во Македонија и Тракија, а самата нивниот дел на Македонија ја поделија на источна и западна и централна Македонија. Значи, како да не се сетат властите да видите дека имаме иста Македонија, не и источна, бидејќи во македонскиот вокабулар се спомнува секогаш источна западна Македонија, сега имаат и тие и источна и западна Македонија. Се е исто. Како и впрочем и за некои други работи со други земји во регионот. Интересно е што вие од уште тој период се познавате и лично со Венизелос, што би се рекло и конкретно неговите студиски денови. Дали во вашите контакти со него некогаш го спомнал потеклото од Крушево? Рековте дека потекнува од Солун, меѓутоа има корени се вели дека има корени од Крушево. Не можам да се сетам дека да го спомнал Крушево, да го спомнал сигурно ќе знае бидејќи мајка ми од Крушево, меѓутоа дека е солунченец, дека е оженец со една супругата на неговиот адвокат од многу угледно семејство. Неговиот развој се развиваше од после факултетот во една насока кон науката, стана универзитетски професор по уставно право, и кога влезе уште од 74-5 година во ПАСОК, веќе во сите структури тамо, и како што спомнав преска беше 9 пати министер или во 8 министерства, бидејќи 2 пати беше за култура, моментално и министер за надворешни работи. Значи, човекот има и
на вистина углед и во Европа, бидејќи до сега сум ги следел како се примани грчките политичари во Европа на разни состаноци и на други нивоа, и како е приман значи, вокабуларот, познавањето на работите е сосема поинаку кога е во прашање овој соговорник. Јас ви благодарам за учество во овој Инаку, разговор. само да ја довршам мислата, она што го спомнавте, во разговорите приватни што сум ги имал со многу луѓе, независно дали биле дипломати и политичари, имало навистина културни луѓе кои едноставно во еден неврзан разговор, повеќе тет-а-тет, кажуваат сосема поинаку од она што мора да го кажат или не сме да го кажат како научници и како политичари и како дипломати во однос на во однос на на името Македонија и употребата и така натаму. Разбирливо е, бидејќи секој што не мисли така, едноставно би бил предавник. Тоа е познатата изрека во Грција. Тој е предавник и кога ќе ве жигоса со таа работа, за вас нема иднина, нема работа, нема сима. Дали може би Венецело се меѓу тие што ги така што овде рекол машинеријата там работи од 1821 година, од кога е создадена таа држава. На тој начин секој што ќе каже спротивно нешто што од националните прашања, тој станува предавник и тоа е готово. Дали може би Венецело се меѓу тие луѓе кои што вон политиката го спомнува? Не, со него не сме го разговарале ова. Меѓутоа, јас очекувам сепак дека ќе мора да донесе нешто ново во поглед на една комуникација меѓу две земји повеќе од што беше до сега. Бидејќи беше со години оптоварена само околу името, а имаме толку заеднички работи. Тоа е Преспа, тоа е повторно отварањето на линијата Битола, Лерин, Солун, тука е Дојранското езеро, економската комуникација, пристаништето Солун. Значи имаме теми за кои треба да се разговара. Јас ви благодарам за учеството во Република ТВ. Го следевте интервјуто со амбасадорот Љупчо Арсовски, долгогодишен дипломат од искуство во Грција. Се гледаме повторно.